Меѓународното раководно тело на фудбалот ФИФА треба да донесе одлука до 20 јули за предлогот за суспендирање на Израел од меѓународниот фудбал. За време на Конгресот на ФИФА во Банкок во мај, палестинската делегација, поддржана од Азиската фудбалска конфедерација и други, повика на суспензија на Израел. Лаксана е фудбалски коментатор со седиште во Џакарта, Индонезија. Ако е можно, забраната треба да се воведе веднаш за Израел да ги прекине своите напади во Газа. Лаксана вели дека ФИФА суспендирала тимови и порано, а последен пат било во 2022 година. Пред ова, кога Русија влезе на украинска територија на друга земја, Русија беше суспендирана. Додека нешто повеќе од 140 од 193 земји во Обединетите нации ја признаваат Палестина како држава. Палестинската фудбалска асоциација е членка на ФИФА од 1998 година. Делегацијата на Израел ги отфрли повиците за суспендирање на нивната фудбалска федерација како политички мотивирани и оти предизвикуваат поделби. И некои аналитичари го доведуваат во прашање повикот да се суспендира Израел, а не други земји. Каде се дискусиите за Судан? Каде се дискусиите за Етиопија? Има многу места во светот каде всушност, знаете, бројот на загинати е многу поголем. Суспензијата на Русија од страна на ФИФА ја спречи репрезентацијата да учествува на светското првенство во Катар во 2022 година. Русија исто така беше блокирана од турнирот на Унијата на Европски фудбалски асоциации овој месец. Забраната за Израел ќе го спречи да се надпреварува на светското првенство во фудбал во 2026 година во САД, Канада и Мексико.